Во тема на денот, како што најавив, мој гостин, лидерот на СДСМ Венко Филипче. Добро вечер и добре дојдовте. Благодарам поканата, добро вечер. Ке почнам со темата изборен законник. Има ли некакви изгледи да се постигне некаков договор, затоа што сепак станува збор за закон кој е значаен и е дел од реформската агенда? Гледайте, доколку има разум кај власта. Очигледно е дека нема. Сака да наметнат, да бутнат одредби со кои што ќе се отвори сериозна сомнеш дека изборите, кога и да се случат, 29-от претседателските и така натаму, има ризик да бидат украдени. Зошто? Се предлага целосно од тоа што е досега, веќе кај нас поставен систем на гласање на нашите гласачи со фингерпринтови и проверка на идентитет и така натаму, целосно различен систем. Прво се предложи електронски систем на гласање и после нашите укажувања дека тоа е нешто што е апсолутно невозможно да се контролира. Нешто што е многу поразвиени земји демократи од нас планирале да го воведат, па се откажале поради ризиците, се прави само една модификација, да сега диаспората гласа по пошта со писма. Повторно, апсолутно никаков механизам за контрола на тој процес. Како ние може да бидеме сигурни дека тие писма кои што ќе стигнат на денот на гласање, на претседателските избори, да кажеме, 29-та година, ќе бидат автентични и пратени од луѓето кои што навистина се наши луѓе кои што живеат во диаспората. Како може да бидеме сигурни дека тој процес некој нема да го злоупотреби? Како може да сме сигурни дека еден човек нема да испрати писма во име на повеќе луѓе? Зошто се буткаат некои предлог измени за кои што немаат никакво логично објаснување, ниту логични одговори на нашите многу легитимни прашања? А ова сметам дека се легитимни прашања. Зошто се дава можност да се стави терет кој што ќе го носат утре нашите членови на диаспора? Па некој да им каже, вие сте криви што изборите беа лажирани. При тоа, повикуваат на некаков консензус, повикуваат на некакво заедништво. И токму тука се гледа лицемерието на ВМРО на Христијан Мицкоски. Зошто? Добро би било опозицијата да има заеднички некаков став што се бара. Гледайте, кога ја водите државата, а лошо ја вода државата, тогаш имате одговорност да се направат работи кои што се добри за државата. Не можете да бутнете работи кои што се добри само за вас, а на штета на сите други. Понатаму, сите партии од опозицијата имаат и други различни забелешки, не е само гласањето на диаспората. ВМРО сакаше да го на некој начин смени начинот за заокружување на ливчињата. Освен со заокружување на бројката пред името, односно партијата, да има и друг начин на обележување. Да, но тоа би го прифатија веднаш како забелешка. И сега го поставам прашањето. Ако сакаат да прават такви некои промени кои што укажуваат дека може да има злоупотреба на изборниот процес и после тоа се пазарат, ќе тргнеме некои делови, само прифатите го ова. Па зашто треба да се верува дека имаат искрена намера? А при тоа немаат легитимни одговори на нашите забелешки. Рековте и самиот дека има консензус само уште две работи. Ќе има консензус секогаш, кога нешто ќе биде добро за државата и нешто за што сите ќе се сложат дека е во интерес на граѓаните. За жал, со ниту една работа до сега немало таква идеја од оваа власт. Да ве потсетам дека ова е еден од ретките закони кои што може да се блокира во собранието. Исто така да ги потсетам граѓаните и вас да ве потсетам. Колку имавме предлози, наши закони кои што поради тоа што немаме доволен број на пратеници не поминаа. За зголемување на платите, за субвенции за земјоделството. Што ми е поентата? Толку галама креваат за овој закон затоа што е блокиран. Поради тоа што не е добар. Може да претпостават граѓаните колку закони само во нивни интерес на власта поминале затоа што имаат апсолутно мнозинство и ние немаме механизам да ги блокираме во собранието. Добро, во однос на гласањето на диаспората, рековте и вие исклучоци се земјите кои имаат електронско гласање во Европската унија, само Естонија и Франција, тоа не за сите избори, но гласањето по пошта е модел кој што е широко распространет во светот, вклучително и во ЕУ. 21 земја членка има гласање по пошта. Ако ние велиме дека се движиме кон исполнување на европските стандарди, би требало да копираме и нивни добри практики, вклучително и можноста нашите селеници да гласат, да ги вклучиме во процесот. Тие тука да бидеме многу прецизни, тие не се исклучени од процесот. Да, но е отежното, драматичното со сегашниот. Во овој момент гласаат исто како што гласаат сите гласачи во државата. Со ова се предлага нешто друго и поинаку. Нешто што отвара сомнеш. Во училиштето или градинката што ни е најблиску до местото на живење, тие гласаат преку цел континент, на пример во Австралија, треба да патуваат 4 часа со авион за да гласаат. Еви да се согласиме дека е потребна промена на моделот на гласање за
на диаспората. И тоа го имавме ние предвид. Зошто се инсистира да се донесе сега? Нашиот предлог беше нека помине законот без таа измена, да се прифатат и другите измени, меѓутоа внимавајте, Христијан Мицковски ги има излажано другите опозицијски партии кои што учествуваа на лидерската средба. Со што со текот на времето се повеќе се потврдуваше исправноста на нашата одлука да не присуствуваме на таа лидерска средба. Зошто? Ветувал една изборна единица на левица. Ветувал дебата за неколку 2-3 крупни точки кои што биле во интерес на ДУИ, ништо од тоа не се отворило. Од тука се влече заклучок дека таа лидерска средба била само за интересот на моменталната владеачка структура. При тоа, тие и сега не се согласни, еве гледате дека има несогласување од другите партии. Значи не е само СДСМ. Јас само јавно и јасно и гласно прашувам. Зошто нема ли одговори логични на нашите легитимни забелешки? Еден од нашите предлози беше и следно. Ајде да го тргнеме тоа и да земеме обврска сите да работиме до крајот на 28 година, пред претседателските избори 29-та, кога ВМРО сака да тоа биде промена, при тоа се поставува меѓу другото и прашањето зошто тие избори, токму да биде промената, да се работи и да се разработи. Не се сложам, но еве го нашиот предлог. Ајде тоа да се тргне, во меѓувреме работна група од експерти да работи на тоа и да донесе соодветен модел кој што може да се аплицира кај нас, затоа што ние не можеме се туку така да копираме од на европските земји. Ние имаме различни услови тука од европските земји, каква е нашата инфраструктура, каква е поштата и така натаму. Добро, може оператор меѓународен предлог да еве владата. Добро, како и да е, но нашиот предлог беше да го тргне тоа, да го изгласаме законот без таја промена, а работна група до 28 година да го точно соодветно на нашите карактеристики, на нашите можности, на нашиот систем утврди моделот за ова гласање. Ете го одбија. Значи се инсистира на нешто што треба да важи од 29-та година, при тоа се обвинуваат сите опозицијски групи дека не даваат подршка, што е само изговор, затоа што оваа влада реформската агенда воопшто не ја интересира и затоа имаме други примери. Денеска и еврокомесарката Марта Кос тоа го спомена, имаше една многу би рекол интересна изјава која што треба да го запали алармот кај нашите граѓани, а тоа е Македонија треба да одлучи дали ќе остане на европскиот пат. Но да се вратам на законот, да тој модел после биде соодветно направен да може да се имплементира кај нас. Зошто не го прифата тоа? Ќе прифатите ли повикот на левица, ева, следната ни да имате некаква средба на која можеби ќе... Средби имаше изминатиот период, изминатиот 2 недели помеѓу координаторите на сите пратенички групи во парламентот. И овие работи беа дебатирани од страна на нашиот координатор, беа укажани овие работи. Какви се гаранциите дека ќе биде процесот фер, какви се гаранциите дека ќе се запазат сите регулативи, сите критериуми за безбедност ако се гласа електронски или по пошта. Немаат одговор од власта на ова прашање, сакаат на сила да го донесат. Не можеме да заклучиме ништо друго, освен дека се отвара врата за изборен грабеж. Не постои друга логично објаснување на тоа да се инсистира на модел за кој што ништо не е утврдено во однос на безбедноста, целосно се менува начинот на гласање. Да, добро. На изборниот модел, изборниот модел се менува кај нас. Со тоа што на некој му се дозволува да гласа по пошта, а овде некој гласа со спрееви, фингерпринтови и така натаму. Какви се тие разлики во безбедностите, критериуми, проверки за време на веројатно гласање? Државната изборна комисија би требало да биде таа која потоа ќе ги дефинира изборите и прашањата, а вие го имате претседателското место. Не е точно тоа, затоа што изборите и се во врска изборите се регулира со закон. Тоа е законска материја и не може да се остави таков терен на Државната изборна комисија која што ги нема за механизмите да носи или да менува закони да го редува тоа. Тоа е работа на парламентот. Да. И тоа исто така не е изговор. Да. И самата статистика во ја покажува дека навистина е реткост држава да дозволи електронско гласање, но на пример СДСМ избира лидер електронски. Па од тој аспект ако сте биле прогресивни да воведете еден таков начин на гласање во партијата, зошто не и во државата? Не е точно дека не избираме лидер електронски. Па со картички се гласа. Не со картички се верификува идентитетот, а се гласа со физичко присуство и со ливче. Тоа не е точно.
Ако е тоа пуштена која информација од власта, тоа е уште една манипулација. Значи, картичките се за да се верификува идентитетот паралелно на личната карта, а се гласа физички во кутија за собирање на гласачките ливчиња со заокружување на името на кандидатот кој што е на гласачкото ливче. Тоа е механизмот. И затоа ние велиме дека сме најдемократска партија во регионот, сигурно една од најдемократските во Европа, затоа што нема друга партија каде вака се гласа. Како било порано и кај нас и во другите политички партии. Избрани 500 до 800 делегати гласале за лидер на партија. Па кажете ми дали членство ние имаме поделено над 70.000 електронски картички, односно картички партиски на членови. Дали е тоа помалку демократски од тоа да 500 до 800 делегати бираат човек. На изборите последни на кои што јас се кандидирав ланската година, излегува гласа 20.000 наши членови. Нема подемократски механизам од тоа. Изборниот законник е 10-та точка од реформската агенда која треба да биде штиклирана. Ја споменавте еврокомесарката за проширување Марта Кос денеска беше во Скопје и упати повик да се најде решение, односно да се постигне консензус за да бидат исполнети сите оние точки од агендата до 15 јули. Како ги читате нејзините пораки? Гледайте, Марта Кос многу добро знае дека оваа влада е антиевропска и многу добро знае дека Христијан Мицкоски е прокси играч на Русија, односно на Србија. Е човекот што ја води државата во изолација и не дозволува да се направи чекор кон отворање на поглавијата за преговори со Европската унија. Владата се расфрла со некакви достигнувања во реформската агенда, што е само една фарса, затоа што тоа е како некој да ве пофали кога сте ученик, а го повторувате оделението. Имено ние сега, оваа влада, носи закони кои што требаше да се донесат заклучно со јуни минатата година. Еве се уште овој јуни не се донесени. Имаше десетина закони кои што требаше да се донесат во јуни 25 година, не се донесени во јуни 26 година. Тоа се изгубено време, тоа се изгубени реформи и тоа се изгубени пари. И сега нормално што се очекува да му се каже на ученик кој што повторува, кој што лани имал сите единици, оваа година двојки, окей, добро е. Тоа е суштината. Луѓето во Европа многу добро знаат дека нашата влада е антиевропска. Тоа стои во сите извештаи, во сите за нашиот извештаите за нашиот напредок од Европска унија. Во сите е тоа нотирано. И ние тоа го потенцираме. Можеме да препознаеме искрено таа реторика денеска, затоа што сепак во делот на реформите стигна позитивна оценка. Во делот на неспроведувањето на уставните измени имаше апел тоа да се направи за да не се заостанува на европскиот пат. Како две страни на паричката ги гледаме. Добро, тие теми. реформите Немаше критика за реформи. Се сложува меѓутоа реформите еве како се носени. Еве како се уште не се донесени. Се касни една година. И тоа е суштината. Ајде да се споредуваме со добрите примери. Во однос на кои сме ние добри и што тоа од реформите добро виделе граѓаните. Да потсетам дека се носеа закони само про форма, надвор од препораките на Европската унија. Па ги враќаше Европска унија. Судскиот совет. Да, ама тоа е сериозна работа. Тоа е повторно механизам да се контролира судскиот совет. Па мислат од власта дека Европа е наивна и дека тоа така може да им помине. Што правиме сега кога се креира буџетот за следните 7 години за Европска унија? Црна Гора веќе оди напред. Со кој ние се споредуваме дека носиме некакви закони, при тоа сериозно касниме, при тоа граѓаните немаат ама апсолутно никаков бенефит, а регионот оди напред. До пред нека година бевме заедно со Албанија. Па Црна Гора стана независна земја кога ние подпишавме договорот за почеток на преговори со Европската унија. Ете, за таква власт станува збор. При тоа, во однос на изјавата на Марта Кос, ве молам многу внимателно да слушнете. Таму стои. Се надевам дека Македонија ќе остане на европскиот пат. Што значи дека еврокомесарката е многу свесна за тоа што се случува кај нас, како се бараат изговори да не се продолжи по европскиот пат и што е позадината на тоа. Впрочем, ние на нашите пресконференции тоа секојдневно го укажуваме. Да, баш сте активни во тој дел, во барањето за спроведување на уставните измени, како што кажавте со секојдневни пресконференции, но еве и последните мерења на јавното мислење покажува дека тоа не носи некој драматичен раст на поддршката за СДСМ, ниту пак ја намалува поддршката за власта фактот што по моментов не се оди кон таков чекор или остануваме блокирани. Го тестирате ли сенсот на јавноста кога
константно барате да се спроведе нешто за што очигледно дека не постои поддршка кај мнозинството граѓани? Тука има две многу битни работи. Прво, зошто нема таква поддршка, на што се должи, и второ, што тоа значи за нашата земја. Имено и Христијан Мицкоски и сите владени представници ветува нешто сосем друго. Ветува подобрување преговарачката позиција. Ветува дека ќе добијат гаранции. Еве денеска Марта Кос, исто како што и пред една година и сега Антонио Кошта кажа, гаранции нема. Тоа значи дека тие биле свесни тогаш кога ветувале дека даваат лажни ветувања, само да ги залажат граѓаните да гласат за нив. Понатаму, дали уставните измени, и ова веќе сме го говореле многу пати, се некаков ризик. И членови на ВМРО ДПМН признаваат дека тука нема ризик, туку стравуваме евентуално нешто да не се случи понатаму. Меѓутоа, што е суштината? И така СДСМ во изминатиот период практично ја креира политиката. Знаете, битно е да се носат крупни одлуки во интерес на граѓаните. Не секогаш чекорите кои што треба да ги преземете се популарни. Не секогаш политиките кои што треба да се направат во интерес на државата и на граѓаните ви носат популарност. Напротив, се намалува. Ама кога ќе се направат тие политики, кои што не се никаков ризик за идентитетот, за јазикот, за било која идентитетска одредница, а стравот од овие работи е резултат на силната пропаганда на Христијан Мицкоски, на Орбановите медиуми кај нас, на цела оваа власт, благодарение на што ја добија довербата на огромен број граѓани, затоа што ги излажаа. Кога ќе се имплементираат тие политики, може да биде подобро во државава. И тоа може да биде подобро за година или две. Тоа се вистински државнички и одговорни политики во интерес на државата, на прогресот на државата и на сите граѓани. Власта ве обвинува дека практично вашата реторика секојдневна е идентична со она на бугарскиот премиер Румен Радев. Не. Мојата лична реторика е проевропска реторика. И јас со тоа нема да отстапам. Не може да темата за уставните измени ја ставим по страна и да кажеме, окей, луѓето се премногу сензибилизирани на таа тема и ние за тоа нема да говориме, и трпа многу критики. Зошто тоа постојано се зборува? Па заради тоа што е тоа правилно. Не само што е правилно. Тука е единствената можност. Затоа што ако ние не го решиме тоа, а премиерот со други зборови тоа и го кажува, јас нема да го решам тоа, ќе го решаваат следните генерации. Па каква е таа одговорност да ја оставиш проблемите кои што ти си можел да ги решиш на децата? И што ќе се случи во меѓувреме со државата, која што додека регионот оди напред, а ние стагнираме, практично одиме назад, назадуваме. Тоа се случува во овој момент. При тоа имаме ли алтернатива? Имаме ли нешто друго, благодарение на што ќе имаме развој во државата? Еве гледаме дека во следниот 7-годишен буџет за Црна Гора се одвоени 3,2 милиарди евра грантови. Уште еднаш да повторам, да знаат граѓаните, 3,2 милиарди евра неповратни средства, за разлика од нашите 50 милиони евра со кои што оваа власт се фали. Па тоа ли е за фалење? Ние сме последни во сите земји кои што напредуваат кон Европска Унија и стигнуваат сериозни сигнали дека европскиот пат тука е загрозен, има влијание од трети земји кои што немаат интерес регионот да прогредира кон Европа и да се интегрира и да бидеме дел конечно од тој заеднички пазар, кој што генерации наназад се надевале дека ќе станат. Еве сега се е на тацна. Но толку е сензибилизирана јавноста, толку се граѓаните исплашени дека некој може да ни го загрози идентитетот, јазикот. Не сега многу зборувам ова. Веднаш ќе ме обвинат, еве го платеникот на Радев. Но тоа е само силната пропаганда на ВМРО, со која што дојде на власт, и единственото нешто со кое што сега сака да се одржи на власт, поради тоа што нема други резултати. Гледате каков дебакл е на секое друго поле. Буџетот е празен. Ребалансот е страшен дебакл. Огромен раст на дефицитот, нема предвидено пари ни за раст на пензиите, соодветен, пензионерите се украдени, ни за раст на платите. Нема доволно пари за субвенции во земјоделството. Нема доволно пари за зголемување на социјалните трансфери. Се е статус кво. Ја следиме дебатата за ребалансот на буџетот. Но тоа не е само, тоа не е обична дебата. Тоа е сериозен проблем на државата. Ние одиме кон амбис. Притоа немаме стратегија, владата нема стратегија како таа финансиска дупка ќе ја закрпи. Затоа што вистинскиот развој доаѓа од неповратните средства на Европска унија. И така се променили, се развија сите земји.
Што беше Грција, Бугарија, Хрватска, ајде да не збориме за други земји. Милиарди евра искористија од Европа. Да, ќе почнам со темата околу вашите внатрешни состојби во СДСМ. Се одржа настан од разговори за еднината во 12:05. Имаше доста жестока реакција од вас од СДСМ по ваквиот настан. Ги осудивте или оценивте како знам два, како предавници на идеологијата, луѓето кои што беа седнати на оваа маса. Зошто толку жестоко реагиравте на тоа што ваши сопартијци дебатираат надвор од седиштето на СДСМ за еднината на партијата и земјата? Па дали вие ако имате проблем со уредувачката политика тука во Сител, ќе одите да зборите на Канал 5 или на Телма? Да се вратам и да одговорам директно на прашањето. Никогаш не дошле да разговараат со вас? Еве ќе одговорам сега. Меѓутоа сакам да го поставам контекстот. Ја дојдов и ја презема партијата во една многу тешка ситуација, после катастрофален пораз како никогаш претходно во историјата, и тоа не е лесен процес. Обнова на општинските организации, обнова на раководствата на телата, на партијата, силна гради во гради, борба со оваа корумпирана власт на Христијан Мицкоски. Секојдневно. Разобличување на лажните политики, разобличување на нивните криминални тендери од страна на АКТ тимот состојан од млади луѓе, кои што се приклучија после тоа до екипирање, кое што оди постепено. И јас би сакал да е побрзо, меѓутоа тоа е практично невозможно. И сега во таква една ситуација, кога сме единствена опозицијска партија, која што на овој начин се бори со оваа ненародна власт, една група на луѓе кои што се сите искомуницирани претходно, ние им е понудено да дојдат, да се приклучат, да бидат дел од телата на партијата, одат и дебатираат на друго место надвор од партијата. Што при тоа се случува? Вашиот искусен колега Љубомир Гајдов, мислам дека прилично разобличи приказната во текот на вчерашниот дел. Тој се изненадил кои луѓе се таму, него не му кажале што е тоа. Па тој што кажува, па вие сте криви за оваа ситуација. При тоа го злоупотребиле насловот. Љубомир Гајдов вика, ја мислев ово се разговори за еднината, не некој необолшевички конгрес, кажува човекот. Ето, тоа се негови избори. Понатаму, што се постигнува? Целосен дефокус. Наместо сега овој период, ние да разговараме за овој дебакл на власта, за изолацијата од Европа, за проруските влијанија овде кај нас, за проруските ставови на владата на Христијан Мицкоски, на него лично, за дебакл со буџетот, за немање пари за пензии, плати, социјални трансфери, земјоделство и така натаму, за ултраскапите кредити, вклучувајќи го и унгарскиот, ние зборуваме повторно за СДСМ. Зошто се ствара немир кај членството кога сега веќе има консолидација и работата почва да оди добро и постепено, не како што сите посакуваме. И јас најмногу, ама постепено рейтингот почнува да се качува. Добро, не гледаме дека тоа не се случува, дека треба побрзи промени, порадикални промени да има во СДСМ, за да може СДСМ како опозицијска во моментов партија да одговори на сите овие проблеми за кои што вие зборувате и кои што според опозицијата постојат во државата. Ако е тоа така и ако, како што и тие кажуваат, за тоа е потребно единство, зошто ги прават работите кои што водат кон фрагментација? Зошто не додат во партијата во која што вратите се отворени? И тие тоа многу добро го знаат, затоа што им е таму местото. Во партијата се дебатира за такви работи. Затоа што реформски процес не е лесен процес на било кое ниво да го водите. Реформски процес значи да пливате спротивно од текот на реката. Се борите со навики, ентропија, со инерција и така натаму. Не се менуваат работите преку ноќ. Сите се потребни. Нема изговор, нема оправдување. Зошто кога за сите вратите у партијата се отворени, се дебатира на некое друго место. Остануваат ли отворени? Секојаш биле и се и ќе бидат секојаш. Што значи тоа во однос на вечерашниот состанок на невисокото раководство? Не, тоа е само еден редовен состанок кој што секако ќе биде и оваа тема, меѓутоа имаме и други теми за период кој што е сега актуелен, некои закони кои што се во собранието, тоа не е нешто кое што треба да се доведува, а гледам во јавноста така. Малку имаше некои несоодветни на некои телевизии ставови во текот на вчерашниот ден, тоа е редовен составен на извршниот одбор. Се поставува логично прашањето што партијата ќе презема, откако ќе испрати за сопствени членови, па и пратеници и градоначалници актуелни соопштенија во кои ќе се користат навистина остри пораки и критики кон нив. Затоа ве прашам, затоа што дебатата на некој начин СДСМ ја радикализираше. Од настанот
многу радикални пораки немаше. Пораките Да, од меѓутоа СДСМ на беа настанот порадикални. не видовме дека тие се занимаваат со власта. Што беше критика кон власта? Ако зборат за некаква опозиција. Дека е неосновано силна. Сега неосновано силна си тие, вклучувајќи Но ги тие дека луѓе што таму опозицијата е што таму лажна и седат. дека договорена Да, ги подземно со слушнав тие, власта. се служам. Што Мислам дека дел од а- таа реторика не е навистина на сите луѓе кои што седат, таа е реторика која што слушаме на уредникот Латас во изминатите 2 години. Има договор, се одработува за нечии туѓи интереси и тоа не е вистина. И сакам да ги уверам и граѓаните, и сите членови и симпатизери дека нема врска, ниту имало договор за нешто. Ниту има од што јас да се бранам или да се плашам. Ниту има сега, ниту може некогаш да има. Јас во оваа борба влегувам со целосниот свој личен интегритет и со силна верба дека може да се успее поради тоа што на масата е ставена единината на државата. И како што сум се борел во својот живот и во својата кариера, сум правил се сам. Сум ако трпна, целодневна, секојдневна работа, така и сега го правам тоа. А кој сака да се приклучи на тимот, апсолутно на никој таа можност не му е скратена. И навистина жал што слушнав такви квалификации од некои луѓе, но добро, тоа го оставам на нив, не знам зашто. Така мислат, впрочем, можеме да седнеме и да збориме за тоа и ми кажат зашто така размислуваат. Ке И ги сум сигурен поканите дека ги конкретно, еве, демонтирам. например, оваа недела на средба или Но следната гледајте, недела. тие се поканети цело време. Ние сме се гледале со нив. И овие средби надвор од партијата доаѓаат после такви наши на средби на кои што сме дебатирале. И затоа сум изненаден. Така да партијата е отворена за сите. Значи, вие практично вашиот став е најблизок до она што досега во јавноста би тичи, например, го кажа, дека треба разговор и диалог. Секогаш сум јас спремен за разговор, секогаш сум спремен Не за за диалог. исклучување. Секогаш сум спремен да ако јас некаде грешам, се коригирам. Јас сум свесен дека никој не е најпаметен. Можеби ако председател на партија имам најмногу информации и како председател на голема партија ги знам сите трикови. Ама сум спремен да го модифицирам моето мислење, став, политика. Ако некаде грешам, ако некое мнозинство, мини мнозинство, некоја група во партијата смета дека треба нешто поинаку да се направи. Ама ние не слушнавме алтернатива. Еве вие кажете ми, дали вие слушнавте некаква критика за нашето опозицијско делување? Да, за Освен вашата сомнеш, кадровска политика имаше сериозни и јасни критики со Ма, конкретни чекајте. примери, например, дека сте го продолжиле животот на политичката партија Знам со тоа што не сте го поддржале кандидатот Диро и ред други општини во кои според нив вие сте донале погрешни кадровски одлуки. Тоа е конкретна критика. добро, само еден чекор назад во однос на претходната работа во делот на креирањето политики и така натаму, во делот на критика. Кај вие слушнавте критика за нашето опозицијско делување? Дали некој мене ме критикуваше или партијата за опозицијско делување во изминатите месеци? За нашата силна критика кон власта? Дали сметаат дека тоа не соодветно? Не, тоа никој не го коментира. Сите викаат, аха, нешто треба да се смени. Чекајте, што треба да се смени? Нашето силно опозицијско делување. Никогаш нема да се смени. Па ако некој кажува дека несоодветно ја критикуваме власта и при тоа не дава аргументи, па тогаш зарем не одработува за власта? Се извинувам, моите размислувања сметам дека ќе кажете дека се легитимни. А ако не се легитимни, јас сум спремен да се повлечем да ви кажам да, сгрешив. Како некој кажа алтернатива критика за оваа ненародна власт, освен не функционираат институции, па тоа критика ли е? Ова е најкорумпираната влада што држава некојаш имала. Најкорумпирана влада во Европа, која што ја заглави државата, у кредити што ги плаќаат следните генерации, само за да владеат со националистичка, популистичка реторика и да ги плашат луѓето со тоа дека некој ќе ни го земи идентитетот и јазикот. Срамота е ова што се прави. Ова е срамно, ние ваква власт не заслужуваме и граѓаните мора да се свесни, мора да се разбудат. Да се разбудат и да дадат подршка, затоа што вистинските политики се само во нашиот фронт за вистина и правда. И ние правиме се да ги разбудиме граѓаните и да ни дадат подршка на следните избори, да вратиме власта во рацете ним, во рацете на граѓаните. За жал не може да разбудиме некои од граѓани што само се преправаат дека спијат, а гледаме дека има такви. И во однос на Куманово ви должам одговор. Гледате, или не ги информирале овие луѓе кои што тоа го зборуваат, или ги лажеле. Еве нека си проверат, меѓутоа тоа е договор кој што го направивме заеднички со кандидатот Диро во очи вториот круг. Заеднички утврдивме дека најдобар начин и најмногу ќе има бенефит тој од тоа да ние поддршката ја направиме инкогнито, нејавно, со јавен повик. Многу поддржавте со гласање?
Да, тоа ви кажувам, меѓутоа механизмот не беше јавен повик на негово барање. Затоа што по неговите анализи, кои што тој ги донесе и заеднички ги разгледувавме, заедно со неговите соработници во очи вториот круг, укажа дека тоа е најдобриот начин. Така да не е точна таа теза и тоа е сериозна клевета. Дека ние сме поддржале, знам. Па ова све што се прави сега, најмногу потсеќа на знам, затоа што се прави надвор од рамките на партијата. Ако Добро, си има искрена намера, нова треба да политичка се партија која се откина од вас, овде нема најава за формирање на нов политички субјект. Дотолку повеќе. Туку потреба да се случат промени во СДСМ. Неколку пати спомнавте клевета, еве на пример за подземниот договор за кој што сте обвинет, сега за случајот со Куманова. Ќе преземете правни механизми можеби за тие? Не мислам да ја трошам енергијата со тоа што некој ќе тужам и ќе се докажам. Немам никаква сатисфакција затоа што сметам дека времето ќе ја покаже вистина. Има ли простор на вистина да се разговара ако вие за членовите на оваа група велите дека работат за ВМРО ДПМН, што не е скромно, не е тивко обвинување, туку е на вистина сериозно обвинување, а тие за вас велат дека под маса се договарате со ВМРО ДПМН? Јас ги кажав легитимните забелешки, зашто сметам дека не се работи во корист на СДСМ. Еве ќе ги повторам. Ако си има вистинска намера да се помогне на партијата, зашто се прави нешто надвор од партијата, при тоа сите тие се поканети во партијата, разговараме и им е понудено да бидат дел од процесите, дури и органите и телата на партијата. На секој еден човек кој што седеше таму. На секој еден, освен овие кои што не се партиски членови. Понатаму, ако викаат дека треба обединување, зошто прават нешто што ова веќе консолидирана партија изминатите неколку месеци ствараат немир кај членовите? Па не им е седно на луѓето. Ете нека одговорат на тие прашања, зашто не се одзвале на поканите, зашто не сакале да земат на учество, зашто не се вклучат во оваа силна опозицијска борба. Кој што имаме аргументи против власта. Туку таму во некој хотел разговараат за СДСМ. На масата беше актуелна пратеничка Славенка Петровска, таа е дел по функција како пратеник од органите и телата на партијата и многу пати јавно го има искажувано својот став дека се потребни некакви промени во СДСМ. Каков ќе биде вашиот однос со неа? Останува дел од пратеничката група, имавте можност да разговарате, ќе ја повикате ли на практично тај не треба да ја повикате, треба да присуствува на состаноците. Сметам дека таму освен оваа група која што ги иницира тие работи, има луѓе кои што извинете били излажени. Дека се излажале да одат таму и да смета дека тоа е форумот за на кој што треба да се разговара за тие работи. Не, и порака и за неа и за сите други. Нека дојдат во партија разговара. Јас сум спремен, не јас, сите луѓе кои што се во централното раководство се спремни за дебата. Нормално се за доброто на партијата, пред се, пак ќе кажам, за доброто на државата и граѓаните. Ќе има конкретна иницијатива за средба, за диалог или ќе оставите на тоа дека вратата е отворена? Да се отворени секогаш апсолутно. Добра, Венко Филипче, ќе очекуваме вечерва на органите и телата на СДСМ да видиме каков ќе биде исходот од разговорите, но вашиот став е дека исклучување на партиски членови нема да се случува. Венко Филипче во тема на денот ви благодарам многу за вечерашното гостување. Благодарам поканата.